Артан Груби најде начин како да ги протурка на сила законите за изградбата на коридорите 8 и 10D, за да го избегне жестокиот отпор од опозицијата, тури на новите закони им залепи европско знаменце, што е неоправдано според делегацијата на ЕУ во државава. Се правда дека ЕУ го ставила коридорот 8 на својата мапа, па оттаму и знамето, но вели дека ако не сме ги промениле законите, ќе сме плателе плюс 200 милиони евра. Истовремено да ви известам дека пред некој ден имавме една средба неколку од министрите заедно со интересна група која што всушност ни увиде на една грешка која што сме ја направиле ние, ненамерно, секако, и би сакал наискрено да се извинам и на новинарите, и на јавноста, ако не сме успеале во целост да ги представиме јасно, доволно јасно, подпишаниот договор со сегашната легислатива. Автопатиштата, според feasibility, би коштале 1,5 милиарди. Ако пристапиме кон законските измени, проценка, нели, би коштале 1,3 милиарди. Го кажав, не сте ме чуле. Од делегацијата на ЕУ во Македонија изразуваат загриженост што европското знаменце се користи за овие закони. Означувањето на законите со европско знаме има за цел да помогне да се забрза интеграцијата на Македонија во Европската унија. И според тоа треба да има за цел усогласување на законодавството со законодавството и стандардите на ЕУ. Во овој случај предлог законите се чини дека не се однесуваат на усогласување со таквите стандарди. Ја изразивме нашата загриженост до националните власти и бараме дополнителни појаснувања. Очигледно, владата договарала финанси и рокови според закони кои не постојат во државава, па ќе мора да се менуваат за проектот да бил готов во посакуваниот рок. Но ако сакаме да биде многу поевтин, и ако сакаме да биде многу побрз, 2 години побрз за изградбата на автопатиштата, ќе треба да пристапиме кон законските измени. Зависи од пратениците, од граѓаните, од сите нас, дали сме за опцијата да избереме поевтино и побрзо или поскапо и поспоро. Толку едноставно. Други рокови нема. И со евентуалните промени сепак нема да бидеме сигурни колку пари ќе не чини овој проект. Ова ни го каже и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Инаку дека ако имало проект кој што било од 2002 или од 2005 година, па денеска треба да бидеме сигурни дека тоа ќе чини толку, во градожништвото се докажало многу пати дека не е така. И на Кичев Охрид, и на сите останати проекти може да ги извади директорот бројките и на сите други експресни патишта како растат цените. Имало проект, имало постапки и на крајот проектот чини многу повеќе за граѓаните. Владината нетранспарентност е еден од најголемите проблеми во овој дел, токму за ова Груби им се извини новинарите и соопшти дека договорот редактиран според она што го договориле со Бехтел Јенка е пратен во собранието, само кои оние пратеници со безбедносен сертификат кои имаат право да го видат.